Ланчо повторно бара вклучување каде што вработениот се уште не престанал да работи. Ланчо, како е таму? Има ли некој пресврт? Ова е невидено. Да, се јавуваме повторно од канцеларијата број 12. Заложничката драма е во тек во моментов. Силите на МВР ќе пробат со специјална техника да го намамат осомничениот да излезе надвор од својата канцеларија и нели. Да. Колега, донеси за кафе? Колеш, хајде ти се молим, зашто ми правиш вака? Гледаш дека овде имаме некуп странки, закажани. Што да правим сега? Доваѓате овде наоружани со танги, ме провоцираш. Ќе те видим на пауза. А ти нормален ли си? Ало? Види какво кафе ти довеле, Шпенди, ако саш да работиш иди, почекај реформи ќе почнат са. Валја некој приватњак ќе ти дае работа. Ќе почнат реформи од администрација, што ме гледаш? Да бе, кога? Не сакам да работим приватно, сакам државно. Не го нервирај полека. Не е нормален. Студио? Ова е полицајка? Ќе примиме после. Заложничката драма будно ја следат и институциите. Министерот за информатичко општество и администрација, господинот Манчевски, имаше пресконференција на која прати апел до осомничениот. Апел. Го молам горе наведеното лице веднаш да прекине со работа, заради тоа што ваквите инциденти го нарушуваат угледот на администрацијата и токму заради нив ние ги превземавме сите овие реформи во администрацијата. Вакви бруки не смееме повеќе да си дозволиме. Ако не сака да работи во администрацијата, ете му приватен сектор, па нека се изживува таму колку сака. Повторувам, ете му приватен сектор, па нека се изживува таму колку сака. Додека трае драмава, продолжуваме со другите вести.